Моето прво прашање е кон Министерството за енергетика, затоа што денеска слушнавме некои информации дека зависноста на Македонија ќе се намалува од увоз и дека ќе имаме се поголем извоз, но тоа одговара на некои идни времења и во овој момент тоа не е така. Напротив, Македонија е една од најзависните земји во поглед на енергетиката и затоа се поставува природно ова прашање, затоа што гледаме дека сега има повторно флуктуации во светските трендови за енергенци, затоа што како да влагаме повторно во се понесигурно време на конфликти и агресии, посебно на Блискиот Исток, кои се закануваат со флуктуации. Во тешките времења, во овие времења, тешките времења ги осеќаат најмногу обичните луѓе. Тие представуваат предизвик за вистинските државници, но и вистинска можност за приватниот интерес во енергетскиот ресор. И сега се чини како нашата влада да не е во онаа втора категорија на државници кои се соочуваат со предизвиците на времењата, туку во онаа трета, а тоа е на приватниот интерес кој за кој овие времења се возбудувачки и отвараат простор за приватен интерес. Меѓу другото ви поставувам прашање затоа што сакам да ви честитам среќен роден ден, една година од постоење на Министерството за енергетика, нека ви е среќен роден денот, посебно затоа што се појавивте во едно многу сензитивно време, во 2021 година пост-ковид имавме криза со енергенците, потоа се деси Украина, сега имаме ескалација на конфликтите и вие се појавивте како во совршено време. Значи, во однос, да, не викате на роден ден, ама и тоа на таков ресор кој прв пат има раководство, тоа сте вие се појавувате во одлично време, кога навистина на Македонија треба визија за ресорот во енергетиката. Но во Шекспировиот Цезар има еден цитат од Брут кој вели има плима во човековите работи и таа треба да се фати, затоа што таа носи кон фантастични работи, ако се промаши, цел живот ќе го поминеме во плитките води. И тој цитат се користи како иронија, затоа што некогаш историските прилики, ако не се употребат вистински, се злоупотребат, тие може да донесат до трагедија и смрт, како во случајот на Брут. Така изгледа и со Министерството за енергетика, затоа што секој следен пат кога ви поставувам прашања, се пострашни се приликите. Првично, секој пат кога сте тука имаме инцидент или хаварија во електроенергетскиот систем и позагрижувачки прилики во однос на финансиските средства на нашите државни капацитети. Да направиме рекапитулација минатиот пат, тоест пред да направиме рекапитулација, моментално имате протести затоа што сакате да овозможите на Дошница две мали хидроелектрани да се отворат и да се уништи еден од најубавите делови во Македонија, кој повторно би дискутирале да е државен, ама не да дискутираме ако и на вашите пријатели или спонзори како и да е. Но рекапитулација за претходниот пат беше дека имавте крах на електроенергетскиот систем на 18 мај, потоа 2-3 дена подоцна повторно немаше струја во неколку градови. Во тој момент ми рековте дека повторно е регионален контекстот, дека потрошувачката била понудата била поголема од потрошувачката во регионален контекст, дека стално има континентални трендови, регионални трендови, но никогаш не е навистина посочен прстот таму каде што треба да биде, тоа е во раководењето на нашите енергетски капацитети. Но овој пат сега имаме нова хаварија, тоа е во рек Битола, која за прв пат во историјата, затоа што сте пионири и среќен ви роден ден, за прв пат во историјата, освен што АДСМ има загуба, за прв пат во историјата 3 блока во рек Битола не работеа и беа вон функција 6 дена, затоа што првично рековте дека има технички проблеми, дека се има случајно пожар на кабелот на команда од мониторинг системот до генераторот 2, но други индикатори и други информации од случката велат дека потоа, и ова е многу скандалозно ако е навистина така како што фигурира, тоа е дека вработени во рек Битола, кои се административни работници, биле принудени да учествуваат во чистење на рек Битола од прашина и од пепел кој предизвикал инцидент, а не кабелот. Тоа е драматично затоа што прво е погазување на работничките права, второ е драматично затоа што пред малку време доби тендер фирма од 2,5 милиони евра за да ги врши тие дејности, фирма која нема историја на вршење на тие дејности, е формирана 2 месеци пред да се добие тој тендер со рек Битола. И трето е скандалозно затоа што
очигледно дека системите кои треба да бидат заштита од тие хавари, очигледно дека заради корупцијата или не можат да се стават во функција конечно или и понатаму продолжуваат да се уништуваат. Се чини дека хаваријата во блок 2 е сега најновиот инцидент и ако ги видиме инцидентите во последниот период, тоа ни наговестува дека ќе имаме следни инциденти во електроенергетскиот систем. Втората работа е во однос на финансиите. Минатиот пат кога бевте тука спомнавме некои финансии дека во третиот, тоа е заклучно со третиот квартал, според Министерството за финансии долгот на АДСМ бил 165 милиони евра. Сега, после првиот квартал, тој долг е 183 милиони 563 илјади евра. Значи зголемен за над 20 милиони. И откако ги имавме тие претенички прашања, до сега имате задолжување на финансиски пазар кај банки уште 30 милиони евра. Да сумираме, дали планирате да го продадете и овој дел од државните енергетски капацитети на приватни компании, дали е тоа поентата, дали се води државниот енергетски систем кон крах за да се оправда неговата приватизација и дали можеби повторно ЕВН ќе биде тој кој ќе ја добие сделката вака интуитивно.